превозот на учениците во Каласлари, во Лозово, во Чачка, во Велешко, кои што денес не отиде на училиште? Законот е многу дециден. Си има член од законот кој го регулира превозот на учениците кои што немаат линijski превоз. Бидејќи родителите покажаа некакво незадоволство, јас бев во Лозово и одржав состанок со градоначалникот, група на родители и група на ученици. Тие изнесоа своји аргументи за кои не сум сигурна дека сите држат. Ние како министерство изнесовме други аргументи, но она што е добро, рековме дека ќе го решаваме заеднички проблемот и заеднички ќе го решиме проблемот. Вечерва, покрај тоа што сум овде на прославата на 65 години на економското училиште, имам после ова состанок со градоначалникот, директорите на домот, за да го најдеме решение. Законот не смее да се прекрши, а децата мора да одат на училиште затоа што образованието е обврзно. И не само затоа што образованието е обврзно, туку затоа што е во нивна корист. Јас сум длабоко убедена дека во најможен краток рок ќе изнајдеме решение. Министерке, фактички беше потребно сите ученици кои што се над 25 километри оддалечени од училиштето кои што учат, согласно законот, да бидат сместени во домот, во средношколскиот дом Лазар Лазаревски, и кога ќе се пополни бројот, тек тогаш Министерството да го плака превозот за останатите ученици. Ние имаме веќе со години состојба на одлевање. Минатата година, значи, нашата општина платила 611 месечини 1000 евра, затоа што одбиваат они и нивните родители првен да се пополни и да дојдат во интернатот, а потоа, например, ако нема место да го користат. Како ќе биде понатаму? Јас повторувам, законот е многу дециден, кршење на закон нема. Ако заеднички изнајдеме некое решение, се пополни у домот, нема никаква дилема, на децата ќе им биде платен превозот, тоа им следи исто така по закон. А ако не е пополнет? Доколку не е пополнет домот, тие што се најдалеку ќе треба да се влезат во домот. Јас сега одам на увид во домот, да видам состојбата во домот, затоа што се пожалија дека нешто во домот не е во ред, дека стандардот не бил соодветен, но еве сега одам во вид на домот, јас пред една година бев во домот и видов дека се е во ред. Уште еднаш ќе проверам и доколку е се во ред, законот ќе се почита.